Почитувани присутни, почитувана македонска јавност, денес од Зоран Заев и СДСМ во салата Борис Трајковски ќе чуете многу лажни вести. Ќе чуете како слепата улица во која не доведоа ќе ја представуваат како прав пат, како поразите лажно ќе ги прикажуваат за успеси. Виткањето на кичма, по која секој пат Македонија губи по нешто, ќе кажуваат за зрелост и дораснатост, а не за дебакал и порази. Ке чуете како светот не ги признавал успесите, само лошата опозиција кај нас не. Арно ама, уште датум за преговори нема. А нема, затоа што нема ниту успеси. Народот најдобро знае дека ако се живеело толку добро како што Зоран Заев и СДСМ кажуваат, тогаш немаше да им требаат оние илјадници евра, би рекол милиони, скапи кампањи и спотови кои треба лажно да ја разобуваат грдата реалност. Немаше Заев да не задолжува со по 300 милиони евра дневно, како што тоа го направија минатата недела. Немаше младите да се иселуваат и немаше да е премиер на најкриминалната држава во Европа со најбогатото политичко семејство на Балканот. Ако беше чист, ќе прифатеше забрана на амнестијата, ќе сакаше испитување на имот на политичарите. Доколку не сакаше да се крие позади имунитетот, тогаш ќе прифатеше и кандидат за мандатар. Ако беше за вистинскиот соживот и за ЕУ, ќе прифатеше и измените на Законот за јазици согласно Уставот и препораките на Венецијанската комисија. Гледаме дека молчи и за резолуцијата за заштита на македонскиот јазик, а молчи за сето ова и за уште многу други работи затоа што не е чист. Сето ова е надополнето и со тежок и скап живот, сиромаштија и немање основни средства за преживување. Тоа е така затоа што годината која ни ја најавуваа како економски бум е најтешката и најсиромашната за животот во Македонија. Тоа го покажува и рецензијата која ќе ја направам за најголемата лага на власта наречена Живот во Македонија. Овој пат посветена на темната страна на економијата во Македонија или она што ние го велевме економско цунами. Бројките и фактите се поразителни. Какви се бројките? Ке започнам од еден аргумент толку многу експлоатиран во минатото од страна на Зоран Заев и СДСМ и така наречениот економски тим на Зоран Заев, а тоа се инвестициите. Ке започнам од директните странски инвестиции. Во оваа година, која што според Зоран Заев требаше да биде клучна година, се сеќавате таму некаде на почетокот во јануари месец, најуваше дека еден огромен гигант кој што бил дел од автомобилската индустрија, па потоа ги злоупотребуваше имињата на познати светски и европски политичари дека му ветиле ќе дојде во Македонија ќе инвестира. Тука беа и оние инвестиции познати на Facebook и на Google, но какви се бројките? Се разбира сето на кое што го ветуваше го нема никаде, а бројките се следни. 113 милиони евра, заклучно со третиот квартал, додека пак лани во 2018 година, кога предупредувавме дека овој екстрем се должи поради лошата даночна политика и заканите дека од 1 јануари практично ќе се зголемуваат даноците во Македонија, па инвеститорите кои што во минатото дојдоа побрзаа да ја реинвестираат сопствената добивка, изнесуваше 299 милиони евра. Зборам за првите 3 квартала. Или пак, ако ја споредиме оваа година, првите 3 квартала од оваа година со првите 3 квартала од минатата година, имаме за 186 милиони евра помалку странски инвестиции. Како е соседството? Имено Србија, нашиот северен сосед, за истиот период има околу 2 милиарди и 600 милиони евра. Словенија, земја која што отприлика по бројот на жители е колку Македонија, има 695 милиони евра, додека пак нашиот источен сосед Бугарија 460 милиони евра. Втора точка, која што ќе анализираме денеска, се капиталните инвестиции, имено на почетокот на 2019 година, согласно проекциите во буџетот, кои што тогаш не беа презентирани, на македонската јавност беше презентирана дека ова е година на економски бум и дека конечно ќе ни тргнало, беа на нивото од, речеси, 26 милиарди денари, или да бидам попрецизен, 25 милиарди 971 милион. Откако видоа дека далеку се и до половината од таа бројка, одлучија таму некаде на средината на годината да предложат ребаланс со што скратија од капиталните инвестиции
50 милиони евра или некаде околу 3 милиарди денари и ги намалија капиталните инвестиции на бројка од 22 милиарди 709 милиони денари. Но тоа не значи дека тие пари ќе бидат инвестирани како капитални инвестиции. Зошто? Затоа што состојбата заклучно со октомври месец 2019 година е повеќе од катастрофална. Имено, капиталните инвестиции се реализирани на ниво од 9 милиарди 264 милиони денари. Или тоа е некаде 40,8% од тоа што било предвидено со ребалансот во буџетот. Но тоа не значи дека тие пари не се собрани од граѓаните, дека е растаретено стопанството, дека има повеќе пари назад кај граѓаните. Напротив, парите се собираат во приходната страна, се разбира со помала динамика од тоа што било планирано, но се уште доволно, но истите тие се трошат за некои други трошења, односно за некои други ставки и за некои други цели, но не и за развој на државата, односно не и за капиталните инвестиции. Имајќи го предвид периодот кој што ни предстои, ноември месец и декември месец, имајќи го предвид капацитетот на владата, луѓето кои што работат со капиталните инвестиции, не очекувам дека таа бројка ќе надмине повеќе од 12 милиарди денари, или тоа е некаде од прилика околу 10 милиарди денари помалку за развој на Македонија од тоа што било планирано со буџетот, или да го преведеме во бројки согласно евровалутата, тоа се за некаде околу 160 милиони евра помалку за развој, а повеќе во обид за подкуп на гласови кај Зоран Заев и непродуктивни трошења. Но тука и третата ставка која што ќе анализираме денеска, тоа се домашните инвестиции, имено домашните инвестиции, верували или не, и покрај оној фамозен план, нели, за поттик на македонското стопанство и така натаму, домашните инвестиции во 2018 година, например, се за 31,1% помалку од инвестициите што биле во 2017 година, или, да го преведам тоа поедноставно, тоа е инвестицијската активност во основни средства, во капитал, во сопствени средства, кои што домашните компании, домашното стопанство ги инвестира. Тие во 2017 биле на ниво од 1 милиарда 583 милиони евра, додека пак во 2018 паднале на 1 милиарда и 91 милион евра, или, верували или не, станува збор за речиси 500 милиони евра, или за 492 милиони евра, поточно помалку, споредено со 2017 година. Понатаму, велиме дека станува збор за екстремно ниво на партиско вработување, злоупотреба на државните институции, злоупотреба практично на све од страна на Зоран Заев, посебно во делот на вработувањето. Зошто ова го зборувам? Овде е отприлика еден приказ графички што значи продуктивноста. Продуктивноста е она кое што, ако се сеќавате, во последниот извештај Светска банка и го замери на Македонија, односно на владата која што предводи Зоран Заев и СДСМ. Имено, во третиот квартал 2018 година, тогашниот број на вработени, речиси 760.000 вработени, успеале да произведат домашен производ во вредност од 1 милиарда 873 милиони евра, или некаде околу 2466 евра по вработен. Во третиот квартал 2019 година, бројот на вработени според Државниот завод за статистика се зголемил на 800.000 и тие успеале да произведат речиси 1 милиарда 931 милион бруто домашен производ, или за 51 евро помалку споредено од тоа што било случај во 2018 година третиот квартал, и тоа е вредност од 2415 евра. Но што е тука лошото и каде тука е погрешното? Разликата од овие 40.000 речиси вработени, кои што се случиле, успеале да додадат вредност на бруто домашниот производ во третиот квартал од 2018 споредено со третиот квартал од 2019 за отприлика 58 милиони евра, или тоа е 1450 евра по вработен, што значи сите останати генерираат во Македонија 2415 евра, а овие 40.000 генерираат додадена вредност од 1450 за 1000 евра помалку. Што значи ова?
Ова според теорија, но и според пракса, значи дека станува збор за вештачки, артифицијални вработувања, односно вработувања исклучиво по партиска основа, по договор на дело, најголем дел, а помал дел се вработувања кои што се со на неопределено време. Така што, продуктивноста е основен показател по кој што се мерат економските политики на оваа влада. Дека вработените во индустријата, односно вработените во стопанството се негативни и се лош параметар, индикатор кој што вела дека македонската индустрија оди во погрешна насока, е и податокот дека во октомври месец 2019 година тој број се намалил за 2,2% споредено со истиот месец во 2018 година. А во периодот од јануари до октомври месец 2019 година бројот на вработените во индустријата е за 1,4% помал од истиот период во 2018 година. Следен индикатор кој што сакам да го анализирам, тоа е нето извозот во милиони евра. Тоа е оваа табела, покажана на слайдот на десната страна. Имено, поедноставно, за да може македонската јавност да не разбере за што станува збор кога зборуваме за нето извоз, тоа е разликата помеѓу извозот и увозот на стоки и добра во нашата држава. Имено, ако ги споредиме првиот квартал во 2018 година, кога разликата во трговската размена извоз-увоз е нешто над 350 милиони евра, со првиот квартал, се извинувам, во 2019 година, ќе забележите дека од прилика таа е иста. Колку имало извоз, тогаш имало извоз и во првиот квартал од 2019, колку имало увоз тогаш, толку имало и во првиот квартал 2019. Но веќе се случува алармантна ситуација и прв индикатор дека нашата економија оди во погрешна насока е вториот квартал, каде што ако ја споредиме со вториот квартал од 2018-та, ќе видиме дека разликата помеѓу извозот на македонското стопанство и неговиот увоз се зголемила за цели 12,4% споредено со вториот квартал од 2018 година. Разлика која што изнесувала некаде околу 340 милиони евра, додека пак веќе во вториот квартал од 2019-та таа разлика пораснала на повеќе од 420 милиони евра. Или за цели 12,4% повеќе. Понатаму, доколку продолжиме да го анализираме следниот индикатор, а тоа е третиот квартал, ќе видиме дека таа разлика се зголемува за фрапантни 34%. Односно, извозот на македонското стопанство споредено со увозот има за 34% помала вредност споредено со истата таа разлика во 2018 година. Тоа е реалната бројка и тоа се реалните показатели. Сето останато, дека блескаме и дека македонската економија се движи во вистинска насока, е само погрешна слика, само не знам дали станува збор за политички пиар или навистина станува збор за незнаење. Доколку е политички пиар, тогаш и до некаде можеме да ги разбереме, секако јавноста не, но доколку е незнаење, тогаш сме сериозно загрижени, а јас сепак мислам дека станува збор за незнаење. Понатаму, следен индикатор кој што сакам денеска да го прокоментираме е даночната политика. Имено се сеќавате вие на онаа пиши-бриши политика, кога се зголемуваат даноците, па тоа редица поранишни министри за финансии од СДСМ го правдаа како чекор, каде што парите ќе се врателе кај граѓаните, феро доначување, богатите ќе плаќале за сиромашните, помалку или повеќе Робин Худ пристап, но гледате со тек на време Зоран Заев воден од себе интереси, ќе ги пушти низ вода практично сите поранешни министри за финансии, меѓу кои еден гувернер на СДСМ, и ќе рече дека тоа бил погрешен чекор, а замислете тоа беше единственото ветување кое што беше од економската програма за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, но сега ќе каже дека тоа било погрешно и ќе се вратат повторно на рамниот данок. Тука исто така би го прокоментирал и ветувањето кое што во програмата наречена најголема лага за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година ја кажаа, тоа е дека данокот на добивка на IT секторот, односно на IT компаниите, ќе го намалеле на 5%, не само што тоа не се случи, туку гледаме масовен одлив на IT компании кои што ја напуштаат Македонија и формираат своји представништва во соседните земји, а тоа најдобро се гледа преку податокот дека во вториот квартал од 2019 година додадената вредност на IT секторот е намалена за 4,7%.
7%. Понатаму, би сакал да го реафирмирам и споменам неговото ветување дека ќе имаме 5% просечен раст на бруто домашниот производ од денот кога се избрани, заклучно со третиот квартал. Тоа не е ни половина, односно не е ни 2,5% раст на бруто домашниот производ, но сето она кое што и сега представува мал раст на македонскиот домашен производ се должи на производството на електрична енергија поради производството на гасната комбинирана централа Тето, за која што гледате има многу недоречености и многу нејасноти како и на кој начин практично го реализира сопственото функционирање. Но на што е алармантно е што преработувачката индустрија, она која што треба да биде двигател на македонската економија, има негативна вредност. Така што, да сумирам, растот на бруто домашен производ е далеку од ветените 5% и е и на ниво од 2,5%. Просечната плата се разбира од 30.000 денари, не е ниту приближно толку и покрај оној интервенционизам од буџетот и покрај сето она кое што како мерки се сведува на трошење на народните пари без план го прави оваа влада, таа е некаде на нивото од 25.000 денари. И последниот индикатор, но не помалку важен, денеска кој што ќе го анализираме, ќе продолжиме десетици вакви индикатори како што денеска прикажавме да ги анализираме и во периодот кој што следи, се приходите на управата за јавни приходи, која што на почетокот од годината, на почетокот од 2019 година предвидела дека ќе има раст на приходите од 7,36%, но за жал тој раст ни одблиску не може да го испорача, односно раст кој што ќе биде за 7,36% поголем од оној кој што бил во 2018 година. Какви се бројките? Заклучно со ноември месец 2019 година, тие имаат собрано некаде околу 60 милиони евра помалку од тоа што го планирале за истиот период, почнувајќи од јануари до ноември месец, или за 4,76% од планираното, што значи дека на крајот од годината околу 65-66 милиони евра ќе фалат во буџетот, ќе недостасуваат како средства кои што требало да ги преземе, односно да ги обезбеди УЈП. Но ќе ве потсетам, буџетот за следната година, 2020 година, е за дополнителни 7% поголем од тој кој што беше планиран во 2019, кој што гледате дека не може да го исполнат. Прашањето зошто се прават овие чекори и кому му одговара да Македонија ја доведе во подредена положба, се знае. Тоа му одговара само на еден, а тоа е СДСМ и Зоран Заев, за да може со манипулации и со лаги да се обиде да ги изманипулира граѓаните. Последниот податок кој што во овој извештај на управата за јавни приходи, а по основ на даноците би сакал да го презентираме, данокот на добивка. Тоа е параметар, индикатор кој што покажува колку добро и оди на македонската економија, односно на македонското стопанство. Само за илустрација, од почетокот на годината, заклучно со ноември месец 2019, данокот кој што е собран по основ данок на доход, на добивка се извинувам, кај македонските компании е за цели 23,7% помал од планираниот или за 20% помал од тој кој што бил собран во 2018 година. Така што, почитувани присутни, почитувана македонска јавност, можам да кажам дека тоа што денеска ќе го слушнете, едно големо блескаме, практично еден голем судир во една слепа улица во која што раководството на СДСМ, начело со Зоран Заев, ја турка и ја води со брзи чекори нашата држава Македонија. Она што ние како ВМРО ДПМН може да го препорачаме и да го порачаме на македонските граѓани е дека не треба да се губи надеж, луѓето треба да се оптимисти, не треба да се разочаруваат дека најдобрите денови за нашата држава, за Македонија, за македонската економија доправа доаѓаат со програмата за обнова на Македонија, каде што ќе бидат предвидени сет мерки кои што ќе значат оданочување на македонското стопанство соодветно на нивните потреби, ќе значат дополнителни инвестиции, како капитални инвестиции, странски инвестиции, инвестиции на домашната економија, но сето тоа поради два услова кои што немаме намера да правиме компромис. И тоа првиот е владење на правото, обезбедување на независно судство, на независно обвинителство, со методологија која што многу брзо денеска ќе ја презентираме на македонската јавност, и втората работа која што исто така ќе ја примениме, а тоа е дигитализацијата.
Зошто дигитализацијата? Затоа што дигитализацијата е процес кој што обезбедува отчетност и транспарентност да можат граѓаните во секој момент да знаат што се случува во нашата држава. За тоа работи тим на експерти кои што веќе имаат такво искуство во процесот на дигитализација и во Соединетите Американски држави, и во Мексико, но и во Естонија. Дел од нив се луѓе кои што се мои стратешки соработници, дел од нив се професори од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Бескомпромисна борба со корупцијата и криминалот, бескомпромисна борба за донесување на што е можно повеќе странски инвестиции и охрабрување на домашните инвеститори да инвестираат, подразбира повеќе средства во буџетот, повеќе можности да тие средства се инвестираат во здравството, образованието, земјоделието и останатите области. Сосема на крај би сакал уште еднашка да ја порачам на македонската јавност да не ја губи надежта, да бидат оптимисти, победува и доаѓа обновата на Македонија. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете, прашајте. Само момент со микрофонот, јас ќе прашам. Господине Мицковски, премиерот Заев вели дека по промената на власта може да дојде до престанок на случаите на специјалното јавно обвинителство. Ваш коментар околу ова прашање? Видете, тоа е уште еден дел од оние лицемерни политики на Зоран Заев. Од една страна позади завесата охрабрува преку негови засилувачи во рамките на Уставниот суд амнестија, од друга страна јавно зборува за ова вие кое што го кажувате. Има начин како тоа да се обезбеди и како тие случаи нормално да го доживеат својот успешен епилог, успешен. Тоа значи дали ќе има осудителна или ќе има ослободителна пресуда. Тоа е еден фер, транспарентен судски процес во кој што треба да се почека и да видиме како ќе завршат. Но единствен ќе ве потсетам кој што оваа држава обезбедуваше и договараше амнестија е токму Зоран Заев, кога се обидуваше, се сеќавате во рамките на парламентот, да протурка иницијатива за измени на законикот, за измени на кривичниот законник, посебно на членот 353 став 3 став 5, па потоа јавноста се побуни, па потоа владата ретерираше дека всушност никогаш не доставила таков документ и така натаму. Од една страна, едно зборува во јавноста кога ќе излезе пред медиумите, а од друга страна е добар домакин на лица кои што се опфатени со тие предмети и друго договора со нив на маса. Тоа го знаеме, јасно ни е, но таа е слабоста на која што ние се навикнавме да живееме. Таа слабост ќе ја поразиме во април 2020 година и тогаш јавноста ќе види што е вистинска борба против криминалот и корупцијата и тогаш јавноста ќе биде сведок што значи нулта толеранција со криминалот и нулта толеранција со корупцијата. Инаку, ние нема никогаш да си дозволиме, ќе повторам, едно да зборуваме во јавноста, а друго да зборуваме во кабинетите со луѓето кои што се опфатени од таков тип на случаи, како што тоа го прави Зоран Заев. Господине Мицковски, ги спомнавте вашите стратешки советници. Изминативе денови, еден од нив беше вмешан во еден инцидент. Станува збор за Томислав Димитриевски, поранешен амбасадор во Љубјана, кој извадил, репетирал пушка, бил во некаков инцидент со насилство. Како ќе го прокоментирате ова и дали ќе понесе некаква одговорност? Да, точно не бев јас тука кога се случил тој настан. Разговарав со Томи, го следев случувањето во медиумите, инаку да подсетам и да ве коригирам, Томислав не е мој стратешки соработник, тој е дел од кабинетот, луѓето во мојот кабинет, и одговорен е за релации со земите од Балканот. Слушнав за настанот, разговарав и со него, и она кое што можам да го кажам е дека на следната седница на Извршниот комитет ќе предложам негово разрешување, бидејќи таков тип на однесување, веќе во неколку наврати кажав, е недозволено по било која цена. Правдата не треба ние да земаме во своји раце, има органи во државата кои што треба таа правда да ја нормално да ја реализираат и доколку некој се чувствува нападнат, навреден, комотно може да се јави и да побара заштита од Министерството за внатрешни работи. Така што и покрај тоа што станува збор за човек кој што го познавам од детството, човек кој што навистина има квалитети и човечки, но и дипломатски, но ова кое што се случило е
без никакво оправдување и веќе на следната седница на извршниот комитет ќе побарам од извршниот комитет негово разрешување од таму каде што се наоѓа моментот. Господине Мицковски, моето прашање е во насока на негирање на македонскиот јазик од страна на Бугарија, односно бугарските академици. Дали сметате дека македонската страна реагира добро на ваквата провокација, земајќи го предвид оној коментар на премиерот Заев, дека пријателски и отворено ќе разговарал со господинот Борисов и нема да споменувал кој прв почнал. Дали сметате дека не сме малку благи во однос на ваквите провокации, барем протестна нота нели би требало да испратиме, според вас? Видете, јас наистина не можам да го коментирам повеќе однесувањето на Зоран Заев, иако како премиер би требало да го коментирам. Овие екзибиции се недостојни за било каков коментар. Во животот мора да имате граница за што можете да разговарате, за што не можете да разговарате. Ке ја подсетам, пред онаа екзибиција со Преспанскиот договор, ние во личната карта во Обединетите нации јасно стоеше и јазикот и националноста. После тоа остана јазикот да стои, сето останато, за жалот, тие екзибиции и капитулантски чекори кои што тој ги направи, исчезнаа. Не убедуваа дека тоа е делото кое што ќе обезбедило не знам што, бетон, стабилност, нели се сеќавате, сето тоа било загарантирано, потоа во јавноста излезе и оној допис кој што го прати оној министер за надворешни работи, каде што онака помалку примитивно, недостојно се правда на неговиот колега кај нашиот јужен сосед. Тоа не е дипломатија и тоа не се добрососедски односи. Мора во животот да се знае до каде е границата за добрососедски односи, мора да се знаат принципите за што може да се разговара и што не може да биде на маса за разговори. Македонскиот јазик е еден од неколкуте работи кои што не треба воопшто да се разговарат и преговарат. Ја не знам како се образувал, на кој јазик се образувал тој човек, каде го стекнал тоа образование, каков јазик зборува мајчин јазик и така натаму. Така што верувајте ми, доколку не би обавувал таа позиција која што е обавувал во овој момент, тој е председател на владата, недостојно да се коментираат неговите изјави веќе во последно време, но бидејќи ме прашавте, а бидејќи тој е се уште таму каде што е, уште неколку недели, недела две, не знам, ние ќе мора да ги коментираме неговите гафови на дневна основа. Мојот став е дека има работи за што треба, да, точно, треба да се преговара, треба човек да биде флексибилен, но има работи кои што се недостоинствени за преговори. Едно од неколкуте работи е токму и ова. Кодифицираноста на македонскиот јазик, неговата посебност е на македонското писмо е нешто за што не треба да се преговара, ниту пак да се разговара. Ниту па на памет ми паѓа некогаш во животот да преговарам или да разговарам за таков тип на атрибути. Господине Мицковски, имам две прашања. Првото прашање е ваш коментар за изборниот законник и второто прашање вашите очекувања во техничката влада. Кои министерски места би ги добили? Техничката влада немаме очекување, има закон. Тоа што е по закон, тоа треба да го добиеме. Нели, технички министер за внатрешни работи, труд и социјала и заменици во земјоделие, финансии, администрација и IT. Инаку тоа е тоа, нема што да очекуваме, прилика тоа е тоа. Инаку околу изборниот законник, видете, доколку Зоран Заев сакаше тоа што го кажува јавно да го имплементира, имаше доволно време овие 3 години да го имплементира. Сега се обидува да магнетизира околу себе помали политички субјекти кои што лажно ги убедува и некако тие истите несвесно или би рекол можеби дело нив и свесно му слугуваат на Зоран Заев. Каква е вистината? А вистината, впрочем, вчера ја кажа и подпредседателот Николовски. Еве, јас исто ќе да кажам и нешто можеби што вчера не беше кажано, пред да заминеме на она посета во главниот град на Франција, Париз, практично заврши последната до денеска рунда на преговори, каде што беше договорено заедничко соопштение текст. Само 2 работи не беа јасни. И ние завземавме став на барање на преговарачкиот тим на СДСМ, еве вие договорете се во партија, како ќе се договорите, било која од тие 2 работи ние ќе ја прифатиме. За да потоа ни се јават и да ни кажат дека сепак тоа што сме го договорили, не сме го договорили, они не можеле да го прифатат, бидејќи тоа било премалку политички за нив. А што беше договорено? Беше договорено, бидејќи сега нема време, и согласно ОПСЕ, и согласно ОДИХР, месеци сме, 3-4 месеци сме пред парламентарните избори да се случат, пред неколку недели сме пред техничката влада, договоривме да веднаш по завршувањето на
овие предвремени парламентарни избори да се седне и да се преговара за измена на изборниот модел. И како втора точка, да се разговара и да се отворат преговори за примена на преференцијалниот модел, кој што патем речено никој не го пробал, еве функционира во Косово, гледате еден месец ги броја гласовите, каде што имаше 3 пати повеќе неважички ливчиња, но велим ајде еве да го видиме преференцијалниот модел како би функционирал на следните локални избори од аспект на советничките листи. Сега имаше 2 заклучока и им рековме еве изберете, консултирајте се вие во партија како ќе каже Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски бидејќи друг еден преговара и кажете ни тој заклучок. Потоа ни се јави и ни рекоа, ова е премалку за нас, се откажуваме од. Земнички го договоривме. Земнички се сложивме, еве, ајде да видиме, за да потоа, тоа не е прв пат. Така беше и за законот за јавно обвинителство, така и за сега. Нема стратегија, конфузни се, збунети се внатре, она кое што наистина можам да го кажам е разочарување. И потоа го гледам, кажува зошто сме поднеле толку амандмани, зошто поднеле волку, па кој менува закон изборен на 3 месеци преди. Кажете ми еднашка каде во која нормална демократска земја која што пледира да биде членка на Европска унија се случуваат такви работи. Ние немаме друга демократска алатка освен филибастеринг. Која ни е другата демократска? Седнавме, еве преговаравме во институции, надвор од институции, договоривме и на крај се повлекува. Која друга демократска алатка нас не стои на располагање освен да примениме филибастеринг? Не е изговор дека ако имаме ние една изборна единица, повеќе ќе имаме партии во рамките на парламентот. Па видете колку партии има еве во Словенија, држава како Македонија, видете колку партии има во една Естонија, еве имав неодамна состанок со нивната амбасадорка, нерезидентна, која што е резидентна во Чешка. По 7 до 9 партии, ние имаме 23-24 партии. Погледате во Британија што се случи, 6 партии влегува во парламентот. Во Германија имате 9 партии, 715 пратеники. Не можеме со таков неискрен наратив, не проаѓа тоа. Тоа може би помина во определена мерка и покрај тоа што беше поразен во 2016. Други се времињата. Дојде време да се збогуваме со транзиционите лажливи политичари. Треба да го разбера тоа, не проаѓа и покрај оние скапи кампањи и студени спотои кои што патем речено до вчера ги критикува. А од утре ќе имам и анализа да бидете сведоци колку трошат наши, ваши пари, наравно, или па да ги прашаме од каде им се тие пари. Ако не се ваши, ако не се наши, да ги прашаме од каде им се тие пари. Еве треба да ни кажат од каде им се тие пари за тие скапи кампањи, нели? Се боревме против тие кампањи. Неискрени се луѓето, тоа е вистината. Договоривме, завршивме со преговарање, се повлекува и потоа ги гледаме на медиуми, кажуваат сосема нешто различно. Дури и вчера пред оваа работа ќе ви откривам, дури и вчера пред пресконференцијата подпредседателот Николовски се консултиравме да им најави дека ќе имаме пресконференција на оваа тема. Нема зошто да важиме. Се беше договорено, се повлекува, како и за се што се повлекуваат во минатото. Веднаш после завршувањето на овие предвремени парламентарни избори да имаме заедничко соопштение во кое што ќе стои, бидејќи сега нема време за да се имплементираат овие измени во изборниот законник, после завршување на овие предвремени парламентарни избори да се премине кон преговори за измена на изборниот модел и втората работа да се разговара за имплементација на отворени или преференцијални листи, како што вие велите, за време на локалните избори. Имаше 2 заклучока со оваа суштина. Им рековме, дечки, изберете го вие кој сакате, тој ќе биде земнички. Еве не ние, бидејќи веќе го договоривме, суштината беше тоа. За да потоа ни се јават и ни речат тоа не било за нив политички доволно. Се ова не е политичка игра. Се интересите на партијата ли се пред државата? Ако е тоа кажете ни. Ама не е тоа. Еве ова беше договорено. Нека кажат дали не е така. Имаат преговарач официјален, повикајте го, прашајте го дали не е така. Господин Мицковски, јас имам 2 прашања до вас. Едно е на темата, едно е надвор од темата. Ви слушав за вашата анализа за економијата, дека бројките не се добри. Под услов тоа да е точно. Не се добри е комплимент. Добро, катастрофално. Да. Под услов дека таа анализа ваша е точна. Сакам да ја прашам колку е вашата одговорност како опозиција и вас како лидер на опозицијата за тие бројки, бидејќи ќе се согласите дека предвремени избори се непријател на економијата. Потоа вашите изјави дека ќе го поништите договорот од Преспа сигурно влева една несигурност во бизнис сферата, дека земјата можеби ќе излезе од НАТО, ќе биде спречена во патот кон ЕУ. Потоа немањето на правда во земјата која што вие помагате со вашите своровски суди и со вашето кочење на законот за обвинителство.
Може вака чекор И- по чекор. Саша, извинете. Само прво просто. прашање да го добро, завршам. ајде, заврши. Значи и други работи што ги правите, например, сигурно ќе се согласите дека и самиот 27 април беше нарушување на имиџот на земјата како економска дестинација. Сигурно ако се ставите на некој бизнисмен што го гледа тој настан од, да речеме, од Њујорк или од нека друга, од Франкфурт, кај што се березите, ако гледал како една власт 6 месеци одбива да си замине од власт, а потоа ги отворија портите на собранието, па таму летат глави, гинат пратените лидери на опозиција, сигурно тоа не е добар имидж за земјата. Така да, колку сте вие одговорни, господин Мицкоски, како ВМРО ДПМН за овие лоши бројки, бидејќи како што велите дека ќе го поништите договорот од Преспа, тоа влева несигурност, па плюс сега со овој го спорувате законот за двојазичност, па тоа меѓуетничките тензии ги крева, значи само фрлате, правите пожари, тоа придонесува за лоши бројки и после се фалите и гледај лоши се бројките. Ако ми дозволите сега, се благодарам на прашањето. Може би имаме ние одговорност што требаше порано да ја смениме оваа влада. Бројките ќе беа многу подобри. Ако ја сменевме порано оваа влада, може би имавме некако и имаме одговорност. Требаше порано да се замене оваа влада, но тоа е што еве неколку месеци не делат до заминувањето на оваа влада, неколку недели не делат до заминувањето на најкатастрофалниот премиер на владата, иако вие нели се восхитувате на неговиот лик и дело, но тоа е ваше право, јас не ви го спорувам. И ве охрабрувам, продолжете и понатаму доколку мислите дека тоа е така и дека таа е вистината. Но јас дозволете да мислам поинаку и не мислам дека е така, туку мислам дека е најкатастрофалниот политичар. Точно, знаете, кога ќе дојде некој бизнисмен, како што вие велите, од Вашингтон, од Брисел, иако јас не сум слушнал дека некој таков ја посетил Македонија, повеќе доаѓаат од други дестинации, и кога ќе седне, например, да разговара со министерот за привлекување на странски инвестиции, господинот Бошковски, да речеме, мислам дека доста вака може да добие информација, со целосна почит на господинот Бошковски околу бизнис климата, начинот на водење и така натаму, или пак кога ќе ја види на YouTube онаа снимка каде што претседателот на владата со кој што седи на состанок се раководи со мотото евро за евро, точно многу тешко дека ќе донесе одлука да инвестира во држава каде што овие луѓе се фронтмени и овие луѓе се прозорецот за него, вратата за таа држава. Тој нема можност со вас да се види, па вие поинаква слика да му кажете или па со мене. Тој има можност да се види или со министерот или со премиерот, кој ќе го види премиерот што правил, која ќе го види министерот каков капацитет има, си ги сполни куферите, првиот авион и си оди од државата. И затоа ни се случува ова. Но доколку имате компетентен и способен тим кој што ќе напушти државата, кој што по светот ќе ги брка, ќе тегне за ракав инвеститорите да дојдат, тогаш да, тогаш ќе имате инвеститори. Зборувате за овие Сваровски судство, Луи Витон судство и така натаму. Знаете кој е последен избор на член на судскиот совет кој што ги бира судиите? Активистка на СДСМ, не знам, ја видовте така. Пред незе знаете кој е? Еден прв другар на премиерот со иницијали ЛГ. Женава се вика исто во судски совет. Да ви кажам како тие дојдоа таму во тој судски совет да членуваат? Па ова што денеска се случува не е скандалозно за судството. Ова е поразително. Што мислите, светот не знае дека практикант и понатаму стручен соработник во основен и кривичен суд станува член на судски совет кој што треба да одлучува за суди? Тоа не е за вас скандалозно? Тоа не е за вас? Па ова е полошо и од најлошото решение кое што може да се случи. И никому ништо. Еве, зошто вие не го прокоментирате тоа? За вас прифатливо ли е тоа? За мене не е. И дозволете ми да го критикувам. Не можам сега за тоа да го гушкам и да го бакнувам тој кој што тоа го направил. За мене не е. Не го замислам јас така, ниту инното владење на ВМРО ДПМН, мислам дека тоа е погрешно. Тврдам дека е погрешно. Околу бројките стојам. Лично, со интегритет, со математика, со све. Би сакал од другата страна да имам соговорник кој што ќе ме убеди дека не е така, дека јас не ја говорам вистината, дека бројките се манипулативни, ја што ја кажав, дека се неточни, и од другата страна да го слушнам соговорникот кој што ќе каже дека тоа е така или дека тоа не е така. За кои изборуваме што отворија вратата? Овие кои што седат на маса со раководството на СДСМ што добиваат тендери по 700-800 илјади евра низ Македонија, за тие зборуваме на 27-ми. За овие што добија амнестија, за кои зборуваме? За Митко Чавков. Бидете, ја Митко Чавков не отвори вратата како што знам. Тој беше глава на полицијата, да требаше да спречи нас. Слушај, знаете што? Ве разбирам. И го разбирам и Зоран Заев. Знае дека ќе изгуби, ќе биде поразен. И легитимно е да се бори, поразот да биде помал. Но треба некогаш да се држиме колку толку до објективност.
не можат некои работи да се бранат што се неодбранливи. Човек треба да направи чекор назад. Неодбранливо е ова. Неодбранливо е. Во име на тоа, јас би сакал да порачам, сепак, и на сите, секој нека си води политика, нека си тера со политиката како мисли и што мисли. Но на што е важно, немојте луѓето дополнително да ги разочаруваме. Луѓето се доволно разочарани, држава ни се празни. Погледајте ги аеродромите, погледајте ги пероните, погледајте ги автобусите. Не е добар пример по било која цена се да се оправда. Па добра е некојаш и критика некој да каже. Не е така, Саше, верувајте ми, јас секогаш и сум добреден сте ме критикувале, сакам и некогаш човек сака да биде критикуван. На крајот од денот, доколку критиката е аргументирана, таа само ќе ја направи подобар. Ова што денеска, да се вратам на суштината на вашето прашање, што денеска е економија во Македонија, е дело на најслабиот тим што некогаш од независна Македонија до денеска функционирал во владата, верували или не. Тоа историјата ќе го покаже. И повторно ќе разговараме со бројки, и повторно ќе разговараме со факти. Зоран Заев имаше една цел. Таа цел ја заврши, да се спаси од делото наречено подкуп. Но не до крај. Допрва доаѓаат најдобрите денови и за Македонија, и за македонските граѓани, но и за македонското судство и правосудство. Верувајте во тоа. Второто прашање кое што го имам за денеска, секогаш кога ВМРО ДПМН ќе падне од власт, фирмите на Орце Камчев не може да поделат плата, идат у стечај, Орце завршува надвор од граница или од затвор. Тоа се случи после падот 2002 на владата на ВМРО. Еве сега пак после падот 2016 на ВМРО. А па од снимките на Камчев слушаме дека он се надева вие да се вратите на власт, вие да станете премиер и он пак да биде заштитената мечка у земјава и пак да биде бизнис партнерот на ВМРО ДПМН. Не е така сега. Не, во снимките тој вели така. Јас се рушам владата на Заев, а се надам дека Мицкоски ќе се врати, па тогаш ќе има крв до колена, така натаму. Сте ги слушале снимките, се надевам. Така се. Ајде, Значи сакам да кажам, два пати веќе игравте со Орце Камчев, беше заштитена мечка, дали ќе биде тоа трет пат? Видете, јас не играм, туку јас се борам за мојот народ, за граѓаните на Македонија и се борам за Македонија. Така било од секогаш, така ќе биде и во иднина. Се додека нормално од тоа има некакво фајде за нив и за мојата држава. Не се борам ниту за Христијан Мицкоски, ниту се борам за Саша Ивановски, ниту се борам за Јордан Камчев, ниту за било, за сите нас се борам. И тоа ми е целта и тоа е мојот мотив зошто јас сум во политиката и зошто се ќе направам само да ми успее државата и да ми успее народот. И ова го мислам. Дали сте сигурни дека вие сакате да ја слушнете целата снимка? Сигурни ли сте? Ке треба да се извинувате за многу работи што сте ги напишале. Ке треба за многу работи да се извинувате што сте ги напишале ако слушнете све што има од тие снимки. Многу лошо ќе биде. Не е битно. Јас вас ве прашувам, дали вие сакате да ја слушнете? Ке треба да се извинувате. А таму, во тие снимки има многу работи. Тогаш лошо е. Оставете ја правдата, оставете ги органите на прогонот, обвинителството, нека си ја завршат својата работа, оставете ги тие што е можно потивко да не биде тоа лошо ниту за слушање, ниту за гледање. Тие што се огрешиле да се одговараат пред законите. Тие што се осрамотиле, дали се викал Христијан Мицкоски, дали се викал Зоран Заев или некој друг, сгрешил пред законот, да се одговара. Тоа е она кое што јас можам да го кажам. Нема тука ниту заштитени, ниту привилегирани. Напротив, сега гледаме една привилегирана политичка каста која што ја води Македонија. Секој оној, Саша, еве, внимавајте што ќе ви кажам. Утре ќе дојде владата на ВМРО ДПМН, најверојатно, еве јас ќе бидам човекот кој што ќе ја предводи таа влада. Ви кажувам, секој оној кој што ќе направи грешка, без разлика колку е близок со мене, без разлика колку битки заедно сме водели, секој оној кој што ќе се огреши пред законите или осрамоти пред граѓаните, ќе сноси одговорност. Како и да се вика. Ви благодарам. Ако имате уште, немате, благодарам.